Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес ќе обработиме глава 6 од Евангелието според Лука, за која сакам да кажам дека е доста извонредна. Настаните кои се запишани во првиот дел од оваа глава можат да се најдат и во Евангелијата на Матеј и Марко. Таков пример е Исусовиот краток говор за саботниот ден. Тоа беше моментот кога толку многу ги разгневи дел од религиозните водачи што одлучија да го убијат само поради неговите дела и зборови поврзани со саботниот ден. Нема да ги читаме тие стихови, но ќе ви раскажам за што станува збор. Кога Исус и неговите ученици одеа низ полињата, учениците кинеа класие и ги јадеа. Фарисеите ги обвинија за прекршување на саботниот ден, поради тоа што во сабота ја собираа храната, но воопшто не беа загрижени за фактот што Исусовите ученици беа гладни. Потоа запишана е случката кога во саботен ден на Исус му донесоа човек со исушена рака во синагогата. На некој начин религиозните водачи се обидоа да го наместат, но таа ситуација беше комплимент за него, бидејќи со тоа покажаа дека знаат дека тој може да исцелува. Откако Исус го исцели човекот, религиозните водачи се налутија, бидејќи направи чудо во саботен ден. Сакам да ви прочитам што Лука вели за нивната реакција. Стих 11. А тие се разгневија многу и се советуваа меѓу себе што да му направат на Исус. Матеј вели дека од тој момент почнаа да прават завера против Исус. Потоа, во следниот дел од оваа глава, Лука пишува за моментот кога Исус ги избира 12 апостоли. Од сите ученици и следбеници кои ги имаше, а не беа малку на број, тој избра 12 луѓе кои ги постави за апостоли, и ова е запишано во Евангелијата на Матеј и Марко. Стих 12. Тие денови се искачи на една гора за да се помоли и ја помина целата ноќ во молитва кон Бога. Ова е многу важно. Господ Исус сметаше дека е потребно да му се моли на небесниот татко. Ако на совршениот Божји син му беше потребно да биде во комуникација со небесниот татко во однос на овој важен избор, тогаш колку повеќе нам денес ни е потребно да бидеме посветени на молитва. Лука вели дека Исус ја помина целата ноќ во молитва. При сето тоа треба да имаме на ум дека апостолите не се тие кои избраа да го следат Исус, туку Исус е тој кој ги избра нив. Во Евангелие според Јован, глава 15, стих 16, тој вели: Не ме избравте вие мене, туку јас ве избрав вас. Но оваа важна вистина не се однесува само на апостолите, туку на сите христијани. Не сме ние тие кои избраа да го следат Господовиот пат, туку самиот Господ Исус ги избира оние кои му веруваат и го следат. Тоа што јас го проповедам Божјиот збор не значи дека јас само иницијативно избрав да служам на ваков начин, туку Господ Исус ме избра и ми ја даде привилегијата да му служам преку проповедањето. Патем, фактот што Господ Исус мина цела ноќ во молитва пред да ги избере апостолите, мене исто така ми кажува дека денес, кога назначуваме луѓе за свештеници и служители во црквите, ние тоа треба да го правиме откако претходно сме се молеле за таа одлука. За жал, денес црквата е далеку од овој стандард. Наместо да ги бираме духовните работници преку молитва, ние ги бираме врз основа на чувствата, врските кои ги имаат, нивната појава и елоквентност и слично. Правејќи го тоа, наместо да ги користиме Божјите мерила, ние се задоволуваме со нашите човечки мерила. Стихови 17 до 19. Па откако слезе заедно со нив,
тој се задржа на едно рамно место. Беа таму и мнозина негови ученици и многу луѓе од цела Јудеја и Ерусалим и од приморието Тирско и Сидонско. Тие беа дојдени да го слушаат и да се исцелат од болестите своји, а и оние што страдаа од нечисти духови беа излечени. И сиот народ сакаше да се допре до него, зашто од него излегуваше сила и ги лекуваше сите. Врз основа на тоа што го читам во Евангелијата, јас доаѓам до заклучок дека Господ Исус исцели илјадници луѓе додека беше тука на земјата. Кога велам дека исцели луѓе, не мислам на тоа дека болните се чувствуваа подобро само неколку часови, а утредента повторно ги чувствуваа симптомите на своите болести. Не, туку неговите исцеленија беа вистински и очигледни. Никој не можеше да ги доведе во прашање. Денес, во западниот христијански свет, има некои така наречени исцелители кои ги буткаат луѓето како дел од нивниот процес на исцеление, но Господ Исус никогаш не го стори тоа. Јас верувам во исцеление кое доаѓа од Бог, но наместо да се надевате на така наречените исцелители, јас би ве охрабрил директно да му се обратите на Бог за своите потреби и од него да барате да го допре вашето здравие. За да дојдете кај Бог, не ви е потребно да закажете мој термин, кај него можете со молитва да дојдете во секое време. Сега доаѓаме до еден Исусов говор кој во многу аспекти наликува на познатата беседа на гората. Не знам точно дали станува збор за истиот говор, или пак Лука дава извештај за сличен таков говор. Ако морам да кажам мислење, би рекол дека ова е поинаков говор даден во поинаков контекст. Тоа го велам затоа што има разлики помеѓу извештајот на Матеј за беседата на гората и оној на Лука кој сега ќе го читаме. Стих 20. А тој, откако ги подигна очите кон учениците своји, им говореше: блажени сте вие сиромашните, зашто ваше е царството Божјо. Ова блаженство се наоѓа и во Евангелието според Матеј. Кога Господ Исус зборува за сиромашните, тој не неопходно мисли на материјално сиромашните, туку на оние кои знаат дека се духовно сиромашни. Тоа се однесува на луѓето кои знаат дека немаат со што да се пофалат пред Господ, кои знаат дека им е потребна неговата милост за да имаат блиско и длабоко општење со него. Стихови 21 до 23. Блажени сте вие што сега гладувате, зашто ќе се наситите. Блажени сте вие кои сега плачете, зашто ќе се смеете. Блажени ќе бидете кога ќе ве намразат луѓето и ќе ве отфрлат и ќе ви нанесат срам и ќе го разгласат името ваше како лошо заради Синот човечки. Зарадувајте се во оној ден и заиграјте со радост, зашто голема е наградата ваша на небото. Зашто и нивните татковци така постапуваа со пророците. Една од главните теми на овој текст е начинот на кој луѓето реагираат на Божите пратеници и пророците. Господ Исус вели дека вистинските Божји пратеници нема да бидат прифатени од луѓето, затоа што ја зборуваат вистината. Од друга страна, оние кои лажно се представуваат како Божји пратеници, не ја зборуваат вистината и затоа народот ги сака. На светот не му се допаѓа Божјиот збор и тоа треба да ни биде јасно кога со другите зборуваме за важноста на тој збор. Затоа, искрените христијани кои го читаат, применуваат и шират Светото писмо, мора да бидат подготвени за опозиција и да не подклекнуваат кога ќе дојдат таквите околности. Ако го читате Стариот Завет, ќе забележите дека Божјите пророци навистина беа прогонувани и презрени. Сосема истиот третман го добиваат и денешните Божји слуги, кои, не грижејки се за чувствата на луѓето, верно ја проповедаат Божјата вистина. Ако сакате да бидете на Божјата страна, подгответе се за напади.
Но, во сето тоа, не заборавајте дека Бог е со вас и ќе ви даде начин како да се соочите со тие напади. Ние христијаните не сме повикани да им ласкаме на луѓето, или пак преку нашите зборови да ги скокоткаме нивните уши. Нашиот повик е да ја веруваме, применуваме и шириме вистината. Стихови 25 до 28. Тешко вам презаситени сега, зашто ќе огладните. Тешко вам што се смеете сега, зашто ќе заридате и ќе заплачете. Тешко вам кога ќе почнат сите луѓе да зборуваат добро за вас, зашто и нивните татковци така им правеа на лажните пророци. Но вам што слушате, вам ви велам, љубете ги непријателите своји, правете им добро на оние што ве мразат, благословувајте ги оние што ве колнат, молете се за оние што ве навредуваат. За мене, еден од најинтересните делови од овој говор се зборовите. Тешко вам кога ќе почнат сите луѓе да зборуваат добро за вас. Зарем не сакаме сите ние, луѓето да имаат добро мислење и добро да зборуваат за нас? Зарем не е добро кога луѓето имаат високо и добро мислење за нас? Но, знаете ли дека од светописна гледна точка, невозможно е да останете верни на Божиот збор и притоа сите луѓе да имаат добро мислење за вас? Ако сериозно му пристапите на Светото писмо, ако секојдневно го читате, сосема е нормално да ве нарекуваат верски фанатици или пак да ви велат дека сте луѓе со крстот на чело. Но, Господ Исус не само што вели дека не треба да очекуваме сите да имаат добро мислење за нас, туку и да се молиме за оние кои се против нас. Стихови 29 до 46. На оној што ќе те удри по едниот образ, заврти му го и другиот, а на оној што сака да ти ја земе на метката, подај му ја и кошулата. Секому кој ти бара, подај, од оној што зема од тебе нешто, не сакај да ти врати. Па како што сакате да постапуваат луѓето со вас, така постапувајте и вие со нив. И ако ги сакате оние што вас ве љубат, каква ви е наградата? Зашто и грешниците ги милуваат оние што ги сакаат нив. И ако им правите добро на оние што вам ви прават добро, каква ви е наградата? Зашто и грешниците го прават истото. И ако им дадете заем на оние од кои се надевате дека ќе ви го вратат, каква ви е наградата? Зашто и грешниците им даваат заем на грешници за да им се врати истото. Туку вие, љубете ги непријателите ваши и чинете добро, и на заем давајте, не очекувајќи ништо. Така ќе биде голема наградата ваша и ќе бидете синови на Севишниот, зашто тој е добар кон неблагодарните и кон лошите. И така, бидете милосрдни како што е милосрден вашиот Отец. Не судете и нема да бидете судени, и не осудувајте за да не бидете осудени. Проштавајте и ќе ви биде простено, давајте и ќе ви се даде. Мерка добра, набиена, натресена и преполна ќе ви дадат во пазови. Зашто со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. И им кажа парабола: може ли слеп да води? Зарем нема и обајцата да паднат во јама? Нема ученик поголем од својот учител, но секој што ќе се усоврши, ќе биде како учителот негов. И зошто ја гледаш раската во окото на својот брат, а гредата во своето око не ја забележуваш? Или како можеш да му кажеш на својот брат: дозволи, брате, да ти ја извадам раската од окото твое, кога сам не ја гледаш гредата во своето око? Лицемере, извади ја најнапред гредата од своето око, па тогаш ќе видиш како да ја извадиш раската од окото на својот брат. Зашто нема добро дрво што дава лош плод, ниту лошо дрво што дава добар плод. Секое пак дрво се познава според својот плод, бидејќи не се берат смокви од трње, ниту се бере грозје од капина.
Добриот човек од добрата ризница на своето срце изнесува добро, а лошиот човек од лошата лошо, зашто неговата уста го зборува она со што му е исполнето срцето. Сигурен сум дека многу од нештата кои ги прочитавме од овој текст ви звучеа шокантно и револуционерно. Принципите кои Господ Исус ги застапува преку оваа проповед се сосема различни од се што овој свет вреднува и промовира. Пример, тој вели дека ако некој те удри по едниот образ, ти треба да го свртиш другиот. Можеби ќе си помислите, кој нормален би го сторил тоа? Ако некој те удри по едниот образ, сигурен сум дека во најмала рака ќе сакаш да го возвратиш ударот. Интересно е тоа што еден црковен теолог вели дека вртењето на другиот образ значи да си свесен дека си толку грешен што ќе го свртиш другиот образ, признавајќи дека заслужуваш и многу полошо од тоа што си го добил. Потоа, Господ Исус вели да им правиме добро на оние кои ни прават зло и да ги сакаме нашите непријатели. Нам природно ни доаѓа да ги мразиме оние кои се непријателски настроени кон нас, но вистинските христијани не се задоволуваат со тој стандард, бидејќи Исус ги повикал на многу повисок стандард. Не само што тој не повикува да ги правиме овие нешта, туку ни остави личен пример, а и ќе ни даде сила да живееме според тој возвишен стандард. Во дел од текстот, Господ Исус вели и дека не треба да се обидуваме да ја вадиме раската од окото на ближниот, ако во нашето око има греда. Значењето на тие зборови е следното. Немој да се обидуваш на луѓето да им кажуваш како треба да живеат, ако самиот ти не се водиш според тие стандарди. Немој да му кажуваш на ближниот дека треба да се ослободи од некој порок, ако самиот ти си зависен од некој друг порок. Немој да му кажуваш на пријателот дека треба да преземе одговорност за својот живот, ако самиот ти живееш распуштен живот, не работиш, не се грижиш за себе и ближните и така натаму. Ке спомнам уште еден дел од овој говор, а тоа е оној во кој Господ Исус вели дека дрвото се препознава по плодовите. Тој вели дека доброто дрво не може да дава лоши плодови и обратно. Се разбира, тие зборови не се однесуваат на дрвата, туку на нас, луѓето. Како можеме да знаеме што има во нашите срца? Едноставно е, врз основа на плодовите, односно зборовите кои излегуваат од нашата уста и делата кои ги правиме. Така и другите можат да препознаат што има во нас, а и ние да препознаеме какви се тие на вистина. Господ Исус вели дека нашите усти го зборуваат тоа со кое се исполнети нашите срца. Еден теолог има кажано дека срцето е како бунар, а устата како кофа, која на површина го вади тоа што се наоѓа во бунарот. Стихови 47 до 49. Ке ви кажам на кого прилега секој кој доаѓа кај мене, ги слуша зборовите мои и ги исполнува. Тој прилега на човек кој градел куќа, па копал длабоко и поставил темели на камен. А кога настана поплава, реката напна на таа куќа и не можеше да ја помести, зашто беше основана на камен. А оној што слуша и не исполнува, прилега на човек што изградил куќа на земја, без темели, и кога напна реката, веднаш ја урна и остана голема урнатина од таа куќа. На крајот од ова проучување сакам да ви поставам едно многу важно прашање, кое гласи: врз која основа го градите вашиот живот? Господ Исус вели дека секој од нас ќе се соочи со поплави, односно со животни проблеми и неволји. Оној кој својот живот го гради врз неговите зборови е како човек кој изградил куќа на цврсти темели, која нема да попушти пред поплавата.
Оној кој ги слуша Исусовите зборови, а сепак одлучува да го гради животот врз некоја друга мудрост, а не Христовата, за жал е човек чиј живот ќе се распадне пред животните неволји. Врз каква основа го градите вашиот живот? Од вас зависи дали основата е добра или не. Господ Исус, преку Светото Писмо, ви дава можност да градите на добра и цврста и стабилна основа. Секоја друга основа, секоја друга филозофија или религија не е стабилна и нема да ги издржи животните поплави. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.